Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, добродојдовте во новата епизода на Гласот на народот. Денес отвараме една од најтешките, најконтроверзните и најважните теми за Македонија. Системска корупција, исчезнати пари и имот, институционален хаос и правната одговорност. Случајот со Артан Груби не е само лична приказна, тоа е огледало на државата. Колку институциите се силни, колку е заштитена правдата и колку граѓаните можат да очекуваат казнивост и одговорност. Денес ќе разговараме со двајца експерти, ќе ги анализираме извештаите, ќе поставуваме тешки прашања и ќе ја бараме вистината. Заедно ќе пробаме, ќе се обидеме да одговориме дали Македонија има имунолошки систем против корупцијата или системот е паралелен. Каде правилата важат само за одредени лица. Именно сега да ве поздравам од мојата екипа, Кристина Томич, главен продуцент и дизајнер на овој проект, Ивана Алексовска, главен инженер во студиото, секако под раководство на програмскиот уредник Владимир Котевски. Исто така поздрав до мојот портал ohrid.com и уредникот Ѓорги Андов, кои сите вака во овој тим работиме за волјата на вистината, за доброто на Македонија. Почитувани, тоа е само еден мој поздрав за почеток. Би ја замолил Ивана да даде еден мал джингл и се враќаме во студиото. Останете со нас. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќаја програмата во живо до 7 дена наназад и уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, како што видовте, че си задоволстваме да ја поканам и сите вас, други добронамерници, да учествувате во овој проект, во оваа телевизија, бидејќи е вистинска телевизија. Не е тавтологија, тоа е во вистинска смисла на зборот кажано, кај нас нема турски серии и други програми, имаме се за вистината и се за автентичноста. Затоа им благодарам на почитуваните наши пријатели МТЕЛ, Телеком Србија, која е со посредство на овој голем концерн, не гледате на сите континенти. Да им речам добро утро во Австралија и добро вечер или добар ден во Америка, Канада и Европа. И затоа добро дојдени сте со вашите рекламни пораки. Тоа што ми дава за право како автор и проектен менаџер на овој проект Гласот на народот, мојата рубрика на срце ми лежи, на душа ми тежи. Тие што не ме слушаат, нека не ме слушаат. А тие што ме слушаат, а не ми одобруваат, сакат да кажам дека јас плачам. Да, па ја плачам. Но не плачам само за себе. Плачам во име на јавниот интерес. Плачам во име на јавниот интерес затоа што преку мојот случај, преку мојата лична трагедија, сакам работи како ова никош повеќе да не се повторуваат. Затоа што ваквите работи можат да му се случат секому. И затоа прашувам, дали треба вакво нешто да се случи, да ви се случи вам, за да разберете што сакам да ви кажам. Затоа денес нагласувам, повторувам и болдирам
Како што држава моја, Македонија и Министерство за здравје обезбедивте меѓународен ревизор од Словенија за случувањата на клиниката за онкологија, за неадекватните лекови и лекувања на пациенти. Така барем истото да се направи и за клиниката за хематологија. Барам исто така да ни се возможи меѓународна ревизија од Словенија или од која било друга држава од Европската Унија, или пошироко за случајот на мојот покоен син Георги Томич. Да не биде смртта на мојот син само уште една бројка и статистика, туку да се утврди вистината за погрешното лекување и негрижа и небрижноста код пациентот Ѓорги, зашто постојат и очевидци. Ова не е само моја лична борба, почитувани. Ова е прашање на функционирањето на системот и институциите. Тие не се измислени да пополнуваат некакви формални дупки во системот. Тие постојат да бидат во функција на државата и на народот, а државата постои заради народот. И дозволете ми да кажам уште нешто што ми лежи на срцето и тежи на душата. За ова трагедија не стои само еден број по статистиката. За ова стои едно семејство и 2 малолетни деца, кои остана без својот татко, деца кои влегуваат во најчувствителната доба од својот живот. И сите треба да се запрашаме кој и како ќе се грижи за нивната иднина, за нивното растење, образование и живот. Затоа што се знае, на секој дете му се потребни двајца родители. И затоа денес не барам ништо повеќе од вистината, почитувани. Не барам одмазда, не барам привилегии, барам само едно. Вистината за смртта на мојот син, пациентот Ѓорѓе Томич. Затоа што ако системот не ја каже вистината денес за него, утре некој друг татко ќе ја кажува истата приказна. Мојот син веќе не може да го вратам, но вистината мора да ја вратиме. Затоа што вистината за мојот син не ја барам само за него, ја барам за секое дете, почитувани мои, за секој пациент во Македонија, а тоа држава моја Македонија не смее да се повтори. Ви благодарам што ме удостоевте да ме слушнете за овие во мојата рубрика На срце ми лежи, на душа ми тежи, еден мал джингар и официјално е почнат. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Вечерашната тема акцентирана од настани кои се случиле во овие изминати 72 часа и се тоа што ја крена температурата на највисоко ниво. И јас обичајно тоа го кажувам, нека во државата е привилегија и убавина да си криминалец. Да си крадеш, да си крадеш, да си крадеш, да убиваш, да лажеш, да манипулираш. Ти си супер. Ти си заштитен. Како пандата, како белата мечка. Оти нема ништо да ти фали на влакното, на влакното на главата. Зошто? Оти неказнивоста е закон, почитувани. Кај се видело и чуло криминалец, бегалец, а такви ги имаме N+1 бесконечно во овие 36 години, па и порано, без разлика. Каде место да го добијат заслуженото, според стореното, тие си уживеат на бела топла постела, се плашеле џомити ќе бидат в затвор или притвор, како да го наречам, опасност по животот. Па зарем Ицо поштарот кој земал 100 кебапи и 4 гуми беше застрелан на Свети Арангел по љубов и волја на некој министер, бидејќи ја славел таа слава, и го застрелеле како пес. Ова не е дрмолетка, ова е вистина, ова е болка. И затоа насловот е Артан Груби, корупција, криминал и распад на системот, ќе имали одговорност. Ќе ја третирам со моите двајца соговорници и некои двојки, како што задевате. Благодарам навистина, голема бројка создадовте на гледаност со моите соговорници. Тоа е господинот Трифун Костовски. Добро вечер и добро дојде. Добро вечер, Слободане. Градоначалник, јас не можам поранешен. Еднаш останува до крајот на животот, како и амбасадорите.
и Љузим Фаризи, доктор по политички науки. Добар вечер. Ова тема создаде голем интерес и бара одговори од сите. Зошто се случува ова? Дали имаме навистина за криминалци, али презумција на невиност? Презумција на невиност не можам тука да споредам, господо, бидејќи човек што се даде во бегство. Ако си чесен, соочи се со вистината, со правдата. Трифон, можам со вас да сум Костовски да звучам. Благодарам, Слободане. Најнапред сакам да искажам една благодарност за тебе, ти како новинар и гласот на народот веќе 3 децени во етерот во Македонија, кој што објективно твојата посветеност кој нашата држава и нашиот народ е темелна. Благодарам. Сочувство за синот, сочувство за останатите родители кои на тој начин ги изгубиле своите деца. Само едно ќе кажам. Јак систем се прави најпрво со деца, домашно воспитување, многу силно образование и силно здравство. Зошто? Човек едуциран и здрав може да креира иднина. А човек со сомнително образование, на сомнителни позиции, тој веќе почнува да ништи се околу себе. Здравството е основниот сегмент да обстоиме како друштво. Твојата порака во врска со син ти апсолутно е поздравува. Тоа е само еден вид на небрежност во нашиот систем, во нашава држава. Го споменавме Артна Груби, бивш вице-премиер кој умееше да игра и фудбал во своите канцеларии. Меѓутоа не можам јас да го судам, да се разбереме. Морам да почитувам презумција на невиност. За мене, немате погрешно да ме сватите. Добро. Имаме многу побегули од Македонија, кои знаеме каде се, Така. а молчиме како систем. Не бараме да ги вратиме. Ова ќе споменам само еден пример. Уште млада држава Израел, туку што формирана, за 5 години го носи Ајхман од Аргентина и го суди за злоделата против еврејската популација. Овие наши избеглици прават злодела кон нас, граѓаните во Македонија. И ние мирно молчиме, па дури дозволуваме од страна, како побегули, да се појават на социјални мрежи и да креират некоја нивна визија за вистината и за развојот на Република Македонија. Тоа е срамен чин. Затоа, ќе кажам, Артна Груби е еден, можеби прв, кој се вратил. Побегнал, се вратил. И покаже една родолюбие кон оваа татковина. Дали мисли да... Нека му, види вак, не знаеме што ќе биде. И да го судат. За мене покаже еден карактер. Што сите мораме да го билдаме. Не смееме да бегаме од своите, да не кажем, лоши потези што сме ги направиле во земјава. Туку да останеме да се случиме со тоа. Ако има правда, да правдата се избие на виделина. Да и оној најобичен, да не кажем, вработен работник, сточар, земјоделец, разбере дека имаме здрава држава, правна држава, во кој што казната секого ќе го фати кој се осмел да му нанесе зло на општеството. Према тоа, за Артна Груби апсолутно треба се суди. Меѓутоа, каде е болката? Обвинителство отвара акт за судење негово сега, после 2 години од кога заминал. Тоа е болна работа веќе. Тоа е неодговорен систем, правен Те систем. обвинет. И за него треба да се случи притест. Ама обвинителството отвара акт од која дојде, од која го ставија во куќен притвор и отвара сега истрага. Не навлегувам понатака. Не навлегувам. Меѓутоа, од еден аспект, криминал, погрешил, треба се казва. Знаете зашто сум Костовски, јас се повикам, сум Љузим, вие ќе продолжите. Апропо, како го гледате извештајот на Државниот завод за ревизија, тоа ми даде за повод да реализирам вечерашната емисија, но ако ми дозволите да изразиме поддршка на еврејската заедница, кој одбележува за неколку дена денот на истребувањето на
Македонските евреи под диктат, знаете, од Требленка требаше да се избратат, и што се случи од бугарската окупаторска сила во тоа време се испаѓа дека ние немаме врска со тоа дека тие покажаа доблест. Сепак ќе се согласите со мене, тоа е една голема загуба за еврејскиот народ. Види вака, евреите беа фактички жртви на еден нацистички систем. Оние платија таа цена. Меѓутоа, моите евреи, кои што и во Скопје ги има, јас ги почитувам, и секој нормален евреј. Меѓутоа, Израел денеска прави чекори кои што ја не можам да ги разберам. Може би немам. Ма види вака, тоа е еврејската заедница која беше ставена на отстрел со Холокаустот. Денеска таа прави слични работи со други народи. Изразиме поддршка за види вака, поддршката апсолутно 80 години се прави. Јас читам по Тутунски комбинат кај што беа фактички депортирани, и ја читам, ја ќе се поклонам. Тоа се мои сограѓани. Тоа ми е мои сограѓани се тоа. Инаку главен топик е за вечерашната емисија е извешениот, апропо извешениот Државниот завод за ревизија за Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Мислим, како доктор по политички науки, начнавме едно прашање, а тоа е криминалците се вратија дома, дали се зима како доблест или како страв, бидејќи друго нема. Немаше кај да замине, мораше да се врати дома. Тоа е јавно сочувство за твојот син и тоа што ти се случил тебе од системот на кој предвидуваш дека е грешка, односно пропусна система, тоа не ти се случи само на вам, не се случи само на вам, туку му се случи на многу други родители, со сите луѓе кои паднале жртва на овој систем кој ја мачи ова држава 35 години, никако ние не можеме да се оправиме. Тоа е по погрешните политики, односно погрешните политичари кога ги ставиме на функции, а особено и вакви како овој што го спомнавте преска. Сега ако гледаме ние политички, бидејќи тој го водил институцијата, ако ја водил таа институција и како него другите институции, тоа е жртвата на тие институциите. Тука жртва е сите граѓани, односно злоупотребата на службената положба. И во првата кривична пријава што е поднесена против него, односно кривичното дело, зашто се сообнова, и ова второто вчера ревизијата што изгледа со злоупотреба на службената положба. 61% работените примале плата без доказ за присуство. Тоа се знаеше јавно, тоа не беше јавна тајна, дури тоа се гордеа по телевизии, тоа постои. Односно, тој систем на толеранција. Начинот како тој владееше од 2002 година, тоа е за под секоја цена да земеш плата, односно да имаш еден договор, или па да се вработуваш, а целта беше да не идеш на работа туку, да може да ти е и приватно, затоа ние имаме сива економија од 100.000 непријавени работници, како последица на тој систем хаос што беше во минатото. Но системот тешко се опорава. Не се опорава за еден ден, два, не за една година, ќе ни треба децении за да се опорава. Но ако продолжиме на ваков начин на постапување, односно ајде не кажам само адхок да ги завршиме работите, јас мислам дека ние тешко дека ќе го опораваме систем. Нашиот систем треба од корен да се опорави, а тоа што е, ние како држава имаме, иако се гордееме дека ние сме усогласени со Европската унија со законодавството, јас мислам дека во одредени полиња во секојдневното во животот, односно на креирање на политиките, на институциите што ги покриват тие делови од општеството на политиките, мислам дека ние не сме само демоде, туку ние правиме реформи кои можеби се изгледат дека сме во корелација со Европска унија, но се штетни за нашето општество и нашата држава. Ние треба да се хармонизираме со легислативата на Европската унија, но не по теркот пример на германците или на французите, бидејќи ние ниту сме германци, ниту сме французи, ниту сме македонци или другите нации како држава, како македонци, ние треба да го смениме, односно да ги прилагодиме тие правила, односно тие закони согласно нашиот менталитет. Така што овој што се врати
нели, што ние кога тој побегна од државно се имаше кривична пријава против Артан Груби, некои 2 недели имаше голема бура дека побегнал од државата, дека има попуст на институциите по кој го пуштил, кој не го пуштил и така начина. Така што замислете за човекот кој имал пропуст, нели, направеше полицајцот пропуст дека го пуштил без да го легитимирали како беше тоа дека правил грешка, го осудија, нели, на 3 години условен затвор, обичниот полицаец. А тој што побегал и се вратил, ништо за него, дури на дома да го несе. Но едното е, ова покажува дека тој кога бил моќен, ова е многу важно, кога тој бил моќен, односно кога бил во извршната власт, тој играше фудбал таму. Сега се покажа дека тој не игра фудбал, сега нема можност во владата, но може да игра фудбал сега во состојање дом. Не, тој може да игра фудбал сега во со судството и со јавното обвинителство. Малце може да додадам. Мене ми наликува како вице-премиер ја играше улогата на денешен Трамп. Да. Што сака прави? Малце челамџиски, да покаже на светот кој е Артан. Нека се покажа делата. Каде сгреша? Ако е само лотарија, за мене тоа не крај. Нека Бехтен Енка, нека ме убеди зашто договорот Бехтел Енка го криева од јавноста. 1.300.000.000 евра. Најголема капитална инвестиција. Да криеш од сопствениот народ договор, што ти си го потпишал. Тоа е за мене најголемо кривично дело. Како и бугарскиот диктат, ако се согласите со мене, далеко од јавноста, далеко од очите од народот, Така е. на еден швейцарски, швейцарски начин. Извини што влегов во дискусија. Се што се крие од народот, се знае дека има нешто таму. Бидејќи што треба да криеш ако ти управуват, ако управуват со нашите судиите, тоа сакав да кажам дека тој во времето играше фудбал во своите министерството. Пошто негови беа сите министерства, реално да се каже. Тој играше фудбал кај сакаше, само што се тоа што се снимаше таму во неговите канцелари, што ги викаше и Министерство за неговите политички системи и односи со заедницата. Да. Тој сега топката ја сема ја префрли да игра во судството таму, бидејќи ти да побереш од државата, да не може да те најдат 14 месеци, па ти да се вратиш, па да идеш на куќен притвор, а истовремено да се применува мерката за односно мерката за обезбедување на тебе од ефективен притвор во куќен притвор. Јас мислам дека тоа покажува дека тој уште ги држи конците во таа трета бранша во власта, односно во судството и јавното обвинителство. Но тоа се очекуваше бидејќи на такви институции кај има доверба само 2%, може да се случува тоа. Јас им кажано и во други јавни настапи дека се знае веќе маршрутата. Идеш адвокатот, обвинител, судијата и ред други поврзувања што се во целата таа бранша од власта, затоа ние имаме вакви, да не кажувам, не само пресуди од судството, туку и начин на обезбедување на лица, односно начинот како ти се обезбедува во кривичните постапки. Маршрутата се знае, веќе сите луѓе кои се осомничуваат за тежок криминал во државата, речи си дека сите завршија или во куќни притвори, или со ослободителни пресуди. Така што ние може да имаме еден грам надеж дека тој ќе излезе пред лицето на правда, односно пред судските органи и да видиме таму што ќе се покаже во таа постапка. Така што но јас само да се само да завршам, памти ми, но јас немам надеж дека тој ќе биде осуден како што очекуваше граѓанот, односно како што треба да му биде осуден на него. Јас се сомневам бидејќи за да имаме ние правосуден систем кој слободно ќе одлучува, јас мислам дека треба да ги направиме реформите во суштина, односно целосен реизбор на суди и нејадни обвинители на тоа.
Да, владата, сакам да се поврзам, да, владата вети, кривичната пријава е односно за откривувањето на криминалот и корупцијата и поднесување на кривичната пријава, до тука може да се меша владата, бидејќи ние мора да ги почитуваме независно, власта таа е независна, не може судската власт да биде зависна од извршната власт, но владата што може да прави? Владата може да направи реформи со донесување на законите. Односно, да јас има мислам таа дека моќ. јас секогаш Собранието на владата. да, секогаш ја има таа моќ, да. Види вака, нема држава љуци од ЕУ кој нема да те кој ќе те осуди ако носиш и законски мерки построги ако треба да го уништиш криминалот и корупцијата. Ќе те поддржат. Верувам ми да ти кажам. Јас се сомневам на ова, знаете зошто? Јас се се сомневам за ова бидејќи речиси во сите држави кои биле во постапка за интеграција во Европската унија, а особено по добивањето на статус кандидат и започнување на преговорите, тогаш Европската унија, ако утврдува дека има висок криминал и корупција во таа држава, измислува нов систем кој ќе се бори против криминалот и корупцијата. Две држави само земете ги за пример. Романија во каква ситуација била во споредба со нас. И Бугарија исто. А и Албанија. Земете само Албанија и Романија како две држави кои отвориле преговори со Европската унија или имале статус кандидат или почнаа со преговори со Европската унија или кога отвориле кластерите, а еден од првите кластери нели е владење на правосудниот систем, а ние веќе, ако се сеќавате, Бујар Осман и ред други министри за надворешни работи, па и минатата влада, дека ние сме го почнале преговорите неформално, тогаш ако сакате Европска унија да го средат државата, тогаш ќе стават услови за 6 месеци, 1 година, па нека бидат и 2. Ние сме сега чекале 35 години, зашто да не чекаме уште 1 година? А тоа што значи? Паралелно направење реформи во смисла на тоа да има нов генерален реизбор на судиите, првото и на јавните обвинители. Вториот момент е да има тоа што го кажуваат да влегуваат во постапка за да го кажат од каде им е нивното богатство кој го стекале во минатото, целиот систем, односно познат како ветинг, тоа сакам да го кажам. И третиот момент, не можеме ние со ова судството паралелно да се случуваат овие, а тоа трае 3, 4, 5 години и ние да чекаме правда, односно вакви случаи. Тогаш што прави Европска унија? Паралелно формира, како во Албанија, специјално јавно обвинителство и судство. Тоа што го викат тие СПАК, познат во Албанија. Гледате што се случува. Секој ден, секој втор ден паѓа од едните крупни риби, да не кажувам, во затвор. Граначалници, бивши граначалници, сегашни министри, бивши заместник премиер, сегашната вице-премиерка веќе е во постапка, граначалникот на Тирана и ред други да не ги исполнува. Ќе дојде време како се стега обрачот, може и да пада и премиер, пошто таму се врти веќе во Албанија. Зошто да кај нас не се прави истата постапка? Тоа покажува дека некаде нема поголема волја. Нашата држава, ако ние мислиме дека ќе се среди однатре, само илузија е ова. Ние знаете зошто? Пошто има многу фактори што може да ја блокираат ова постапка. Како ние ќе правиме реформи во судството и обвинителство, каде таму дедото судија, синот судија, внукот судија, правнукот обвинител, значи, освен што имаме конфликт на интереси. Анализирате го, примерно, у судство. Истите речиси судии, истите јавни обвинители, истите авокати. Од каде бе само 5-6 мина авокати во држава може да бидат поуспешни од другите. Што имат тие? Да бидат поуспешни од другите. Толку се експерти. Само оние може да те извадат од затвор или особено тие судите. Затоа ние имаме судија што ги чуваше 350.000 евра од зид. Зошто ги чува од зид? Може слободно да ги носи како ние што ги имаме во банка, пример. Дека не имаме богатство, јас и Томич, но
Тоа е у банка да ги чувам, зошто да ги чувам? Зошто ги чуваме пари и дома? Кој честно се ги Еве, слободно нека дојдат кај Тоа се- нашите куќи тоа да се га рушат. толку- И дали ќе може да не, зошто кај него да ги чува тој од зид? Дури да се посмеа цел свет, нели имаше од цел свет ние дека парите може да од зид да ги чува, особено судија. Судија. Не е сега изборон, тој Така е. подолг период работел таму. Така што начинот првим волја да од нашата страна, но јас мислам дека бидејќи сме во постапка на во Европска, јас мислам дека Луѓе, Европската многу унија ние треба да специјално прави обвинителство. повеќе Исто притисок го кон имаме. нас. Меѓутоа, првите луѓе го покажа на криминогеното во себе. И буквално тоа денеска специјално е обвинителство е стајано на отстрел и од денешната влада и од сите македонци, односно сите граѓани на Република, затоа што луѓето кои што ги поставија не одговори на задачата да бидат консеквентни да го одат тоа. Може би за такви работи. Ако бараме експерти за неврохирургија, например, или за медицинава, зашто да не бараме и во специјалното јавно обвинителство експерти кои ќе дојдат да водат материјата во Македонија. Објективно, ако веќе се плашиме од еден меѓу друг, тоа е помошта која повеќе мене ќе ми значи како држава, отколку некој, да не кажам фонд или некоја позајмица. Денеска живееме во еден страшен свет. Страшна е реалноста. Не знаеме што носи утре денот. Не само кај нас во Македонија. Цел свет е малце ишара некако несигурен. Ствара една несигурност наша. Меѓутоа, ние мораме прво дома да си го направиме домот чист и достоинство. Господин Костовски, со оглед дека третата власт, како што спомна Љузим, господинот Врзи, вела дека треба да биде независна. Ние се сеќаваме 94-та, преку ноќ Лјупчо Георгиевски откажа да биде во парламентарниот свет и вон парламентарно живееше, за таа сметка се преку ноќ се избра Љузим, 450 господин Костовски, суди. Се сеќавате. Значи, тука е таа дубиоза. Тука е тој гнилеш, тој трулеш, таа метастаза, таа гангренозна Веќе се ситуација. поставува дали ние сакаме на вистина како граѓани. Токму тоа ми е. Дали народот му одговара вакво систем или народот му има тера? За жал, по мене лична перцепција, корупцијата и криминалот е влезен во сите сегменти на нашево живење. Од оној најобичен чувар кој треба да шознам да добие нешто, некоја надокнада, една мала подршка, па до на највисоко ниво. Жално е тоа чувство. Да, од друга Види вака, страна, еве, Љузир спомна овдека. Со мене се води веќе 5,5 години истражна постапка од јавното обвинителство за Евростандард банка. Молам Бога нека донес, нека се заврши и нека ме судат. Сакам да ме судат. Да јавноста има веќе можност да влезе во целата постапка дека тука се работи за криминал. Свесно ме чуваат под истражна постапка, да не може јавноста да знае. Ја на мој начин се борам за против таа борба. Не сум единствен Љузби. Има многу мина кои денеска страдат. Неговото семејство страда од здравството. Јас од системот. Меѓутоа, немаме иднина така, ако ние проложиме така да билдаме државата. Извини. Мора многу посилни мерки, потврди мерки да се стават. Господин Костовски, Кои што не нема молам, компромис. имате на човека, рековме, не збориме о ракавици. Во оваа емисија, овој проект не се дискутира под маса, така директно на маса збориме. Може ли јавноста да ја информирате јасно и гласно што е тој проблем? Ова власт, колку што се сеќам, не создаде новинарска забелешка, народна забелешка. Еве, само една дигресија. Јас сум бил комитент ваш. Земав некој мал кредит и мораше да земам не брзи кредити, се задолжив за да си го платам борчот. После известно време се случи тоа и на шега ми викат другарите, ту пред Томич бе, што не си почекал, не. Сакам да сум чесен и си го платив кредитот во Евростандард банка. Но има многу такви чести луѓе како во момента Маренкос и сакам да објасниме дали
вие спомнавте во една емисија. Дојдоа во времето на Зоран Заев, Али Ахмети, затоа збориме ние без ракавици. Значи, ве присилија, ајде да го парафразирам, и бара кредити без заштита, без гаранции. Никој не ме присилил, банката никој пат не работела согласно, ако е вон законските устови како треба. Народна банка имала секој пат контрола врз работењето на Евростандард банка, тука да биде јасно. Не можам да го судам Заев, бидејќи не ги знам факти, презумција на невиност постои. Имам еден кој што човек денеска се уште слобна слобода, кој ја донесе таа одлука да се носи со нејзин потпис, бившата екс-гувернерка на Народна банка. Таа е најодговорната, таа го става својот потпис. А кој стои зад нејзе? Тоа веќе е прашање кој што институциите на истражите треба да одговорат. Најболното што е овде кај мене. Не видов партија се менуваат СДСМ и ВМРО. Не видов потез од партија што ќе дојде на власт, а имаме побегули од претходната власт, да покренат постапки да ги вратат пред тие побегули од државава. Молчат. Печато е каде има некоја синергија меѓу нив. Да не се дираме, ја не го дирам твојот, ти не го дираш мојот. Така не се прави држава. Се извинувам. Меѓутоа, не може да бидеме вака равнодушни, се работи за правен субјект. Да појаснам нешто. Поверите. Денеска, 5,5 години, стечената маса ги има исплатено сите правни физички лица, кои биле клиенти на банката. Да. Единствена банка во свет која што има комплетно се отплатено. И се уште во стечената маса се собират пари. 5,5 години работи стечен тим, со стечен управник, стечен судија, кој што собира пари од банката. Мој пари. Јас стојам денеска со замрзнат имот, да не смеам да го стопанисувам, ниту да го продавам. Дори автомобилот мој, кој треба да го регистрирам, морам да прашам стечениот судија да ми дозволи да можам да го регистрирам, да го водам. Тоа е мојата држава. Тука Токму ова јавното толкува. Многу работи се тука ниски, да ти кажам. Да, господин Костовски, тоа е токму јавно искажан збор. Фактичка ситуација допира ова камера. Значи до обвинителството, почитуван јавен обвинител. Еви јас навистина ви се обраќам. Ова е 4-5 емисија во која говорам за криминалот. Допрен глас. До кога гимнастика? До кога е една ношалантност, новинарска забелешка? Значи, ви се испраќате информации. Зошто не го истражувате случајот? Еве, колку е застрашувачки фактот што државниот буџет се користи како финансиски канал наместо како инструмент за јавна одговорност? Не можам да го разберам тоа. Не можам. Не можам да ги разберам партиите на власт и опозиција. Не можам да ги разберам. Види вака, ако судството и обвинителството е проблем, актуелната власт веќе има нов гувернер, кој што е поставен од нив. Има нов систем во МВР, кој што сака да го истражи. Не гледам трошка интерес да се отпочне тој процес. Слободане, чукам на врата секоја недела кај господинот Славевски да ме прими. Не ме прима. Дали би сакале да замолам да ме никого не соочам на телевизија? Никого не молам. Никого Не, не молам. еве јас како новинар. Да Новинар, ако можете, би сакал да се соочам. Еве ветувам дека Единствениот човек кој што може да покрене истрага за носењето на одлука за носење на Евростандард банка во стечај денеска гувернерот, актуелниот. Меѓутоа и неговиот совет, меѓутоа сето тоа молчи. Еве, господине Трајкославски, се знаеме со години. Еве јас ве замолувам како автор на ова референдна емисија во која учествувавте и вие. Реков дека ми е чест и задоволство и повторно да ми дојдете. Јас ве поканувам на овој ден, 6 март 2026, веќе на едната недела ни е дефинирана темата, значи, веднаш на 20 доаѓа после тоа, ве замолувам да ми бидете гостин заедно со господинот Трифун Костовски. Во името на илјадници, стотини илјади гледачи, кои се дел од гласот на народот, да ја расчистиме ова не е дилема, ова е правилен
еден пример како се злоупотребува политичката и службената должност на штета на народот. Знам дека сте коректен и дека ќе ја прифатите. Па се љузим, одиме лично на прашањето околу ова што се случува. Дали ваквите структури слабости се само симптом на лошо управување или знак на системска корупција? Збориме апропо со господинот кој се вратил дома. Па да. Тој систем што функционираше толку години, тој е истиот, не е сменет. Така што Дали е стравот голем дека ако запе или пропе Артан Груби ќе биде за дрешетки Али Ахмети? И покрај тоа што видат Али Ахмети е човек кој работи за Запад. Нема Запад, почитувани, нема Запад исток. Знаете зашто американците, ви кажам искрено, долгогодишен новинар су. Немат луѓе кои ги користат за да се израз онак. Тоа е, нема никаква заштита. Значи господинот Артан Груби на американската црна листа, значи Министерството за финансии, да не се лажеме, никој не ги заштитува. Затоа е тука да се реша дали навистина ќе му летне условно така речам главата на Али Ахмети, на Зоран Заев и на сета таа екипа. 32 милиарди евра се украдени од Македонија. За 7 години власт, буџетски средства. Ние не треба системот да го темелиме врз основа на човек кој може да дава лични податоци, односно да дава информации со кого се работи. Институциите на државата, а особено судството и јавното обвинителство, утре дента, тие ќе работат врз основа на факти и аргументи. Тие не работат тамо на рекла казал што кажал Артан Груби за некој дека се работувал или не се работувал. Тие што ги имале тие кафе, пиење, ручеци, договарање и така натаму, ако ги имало. Да. Институциите на државата, особено државната ревизија, финансиската полиција, јавното обвинителство, Министерство за внатрешни работи и ред други инспекцијски служби кои се одговорни и се имат надлежности, тие треба да истражуваат во сите институции, нема само кај неговото министерство, од влада се до тоа последното, најмалата институција во државата, да не кажувам пошто ние како народ веќе се навигнавме на важни институции, а важни институции се тие што имат пари и големо вработување за да може да прават криминал и корупција, и малите институции тие што имат помали вработени и кои се во долгови, односно не можат ни да исплатуваат плати, пошто така не ги делиме како политичка матрица што владее во нашата држава. Така што јас мислам дека институциите на државата, односно овие што ги спомнав претhodно, треба да истражуваат во сите институции, не да чекат од Артан Груби дали тој ќе даде информации за одреден човек. Сега ние цело време првин го баравме, па после сега цело време ние правевме дебата зошто не отиде у притвор, туку отиде во домашна. И сега е нова тема што го правиме, третата тема, што е многу важна. Најбитната. Што е најбитна за... Да. Најбитната, ама не е најважната. Слагам. Најбитната е заради... Теми една кој друга и да сега да ги покажува луѓето кој ќе одговара. Гледам по Facebook и да ќе одговара пример X двајца луѓе што ги спомнам една област Македонија. И тоа го шернува цело време. Не ме интересира. Први да видиме он што има направено. Многу е важно да видиме он што има направено. Први, па после другите работи тој што ќе ги искажува. Тој може олестително нешто да му биде ако соработува со институциите да покажуваат дополнителни информации за да, ама за неговото кривично лично што го има направено, треба да одговара. Но пред се е презумпцијата на невиност, ние треба да го почитуваме тоа. За секако, но тука не се работи, не е осумничен за 8.000 евра. Така е. Тој е осумничен за 8 милиони евра. Тоа што се знае. Да се толку само. Да. Така што па за тоа што се знае. Трифон спомна милиарда и колку беше Трифон? Господин Костовски. За Бехтел Дененка. Договорот 1300 евра, и 300 милиона. Само една дупка е направена, така е. Една дупка како радежна активност и ништо повеќе. Види, вака нема погрешно ме сватиш. Со доаѓањето на оваа власт требаше да ја убеди Бехтел НК дека договорот мора да го обзнани со народот.
Меѓутоа го проложи и оваа влада истиот начин и сега го турка тој проект. Апсолутно немам ништо против дека сето тоа е во интерес на Македонија. Инфраструктурно тој и нам ни треба. Се работи, господин Костовски. Се работи веќе. Апсолутно се слага. Меѓутоа, не го криете од јавноста. Тој договор. Мислам дека сега договорот јавно е кога се го направи за другите делници на државата. И ту се проширија, да го проширија, мислам дека се јавни договорите сега. Договорот не е уште А објавен. првиот договор Првиот не е договор. не е објавен. Види вака, при необјавени договори, меѓудржавни договори, со приватни фирми, тука човек сакал и не сакал, веќе не е во прашање презумпција на невиност. Тука веќе сомнеш постои. За истите договори, да се заборавам, Сомнеш постои. за истите договори, Сомнеш дека некој се опедил со големи плани. за вакви исти договори, слични да не кажувам, во Албанија веќе за вице-премиерката е во Процедура односно Обвинета е, така? обвинета да, и најверојатно ќе му се го земат имунитетот, предпоставам бидејќи 11 тендери ги има злоупотреба. Истата ситуација е кај нас, не само не само Јузим БФЛ, има и Албанија други. трча напред. И Да во ќе трча преговорите сега. се ЕУ и економскиот развој, можеби ќе биде таа тема или не во поглед стопанскиот развој. Како се развива Албанија, како се развиваме ние како Македонија. Големи разлики. Да, само има една голема разлика помеѓу Албанија и нашата држава. Во последните, ајде да кажам, 10 години, Албанија чекореше напред, ние чекоревме назад. Тоа е разликата, затоа она не претрка. Значи, кога ти правиш распад на систем, од еден, ајде да кажам, нормална држава. Ти правиш ненормална држава. И сакаш да ги постигнеш од некој што е ненормална, сака да биде нормална држава. Мислам дека ние сме се претркале, но во обратни правци. Ти си политиколог. Стопанство. Не може 25% од твојот брутен национален производ да ти го прави слободни индустријски зони. Кај што ги ослободиш од секакви дажбени. Имаш денеска 20.000 официјално вработени луѓе кои не плаќаат никаков придонес, ниту за пензиско, ниту социјално, ниту здравствено осигурање. Ја, ти, ние го плаќаме тоа. Албанија нема слободни зони. Се развива само. И ќе не претрка. Бугарија, 1, 2, 3, ама слободни зони да го засили собственото стопанство. Грци има слободни царински зони, пак да го засили нивното стопанство. Ние што одвојуваме буџетски средства, толку колку што даваме на земјоделие и сточарство како поддршка за привлекување на страни инвестиции. Па тоа сакам да прашам. Тоа ли сме болни? Чекај, сакам да... Ние имаме, мислам дека има... Извини, само да направам една дигресија. 10 или 15 милиарди евра добиле албанците, Албанија, како странски инвестиции, како членка на НАТО Македонија, визави тоа, кога одеше Али Ахмет, или кој беше да го потпише документот во април 2020, 2019 беше потпишан. Ние очекуваме да добиеме, ако не 20-10 милиарди минимум. Слободене, Дали има 15-17 милиони во кои што странски инвестиции, ама си плаќа се. И ДДВ, и царина, и данок на порез, и сите давачки за сите вработени. Ние сите од тие ги ослободуваме. Тоа државата чини минимум пола милиарда евра, односно нас овдека додатно. Не може така да се гради држава. Уништивме се од бивша Југославија. Уништивме се. Железара не постои. Обојна металургија немаме веќе. Едно време постоеше купром, алумина. Хемиска индустрија немаме. Цементната индустрија отиде надвор. Што имаме? Па тоа е таа приватизација. Јас не сум економист, но сакам да се надоврзам со ова. Предпоставам дека на времето кај нас немаше странски инвестиции. Имаше голема број луѓе кои биле непријавени, односно не работеле. Така што можда за тој период било добро одлуката за да има странски инвестиции, за луѓето да се вработат, но сепак да не плаќат придонеси.
и рек други работи. Но Социјалната сега, политика да се примена таа политика, јас мислам дека е погрешна. Знае зошто? Моето одлично мислење, не дека веќе кај нас нема работна сила. Сите веќе работат. Купуваме веќе да. работна сила. Ние купуваме, односно увезуваме работна сила. Дополнително 100.000 според Заводот за статистика дека има непријавени работници што работат на црно, а 32.000 имаме социјални случаи. Да, значи тоа. јас знам оваа бранша многу Експерт, добро. Значи бранша. 100.000 непријавени работници. говори? Замислете 100.000 непријавени работници сега работат на црно. А во време кога ние увезуваме работници. Толку била бројката, или ајде не била малце поголема, а ние кога сме имале 250-300.000 непријавени работници кои биле евидентирани во Заводот за вработување. Тоа покажува дека ние во овој период сме правиле погрешни политики. Што треба да направиме? Ние мора реформи да направиме. Клучни реформи. А тоа што значи? Не може јас да работам, Слободан Томич да работи, вие да работите, а некој друг да не работи и да иде на доктор или лекар или клиника, болница и исто време ние да се лекуваме без пари. За 5% да му платиме давачи на државата, данок на државата. Сега. Тој дополнително зема и социјална помош, и ја злоупотреба во државата, и плюс дополнително не праќа придонеси на државата. Значи тој 3 пати ја злоупотреба во државата. Ние мора да направиме систем. Кај секој човек што ќе полни 18 години и кој ќе заврши задолжителното школување, или ќе му понудиш работа, ако не ја прифати, тогаш ти ќе го исклучиш од системот. Тоа значи дека ти приватно треба да... Ние, нашиот солидарен систем, нашиот устав ние треба да го смениме. Не може нашиот устав да биде равноправно за сите. Не. Како да равноправно? Јас работник, ти не работник, да бидеме равноправно. Не може во државата сите да бидеме равноправни. Да. Така што ние мора да направиме големи реформи. Ова е многу мала реформа, што јас мислам дека само во овој начин на злоупотреба се 500 милиони евра. И 500 милиони, ти што го кажеш, 1 милиарда. Зошто ние да земеме секоја година кредити? Ние може од сопствените приходи може да направиме инвестиции. Што прави државата? Државата инвестира, нели, во развој на новиот бизнис. Ние мора тие пари да, добро е, 40 милиони евра колку ги вложува државата. Но ти, бидејќи правата анализи внатре, луѓето што се во владата или во министерствата, што се согласа за друг, сега не знам како се донесат тие политики, но има луѓе што мислат, да, добро, ние ги поддржуваме младите, но кај да ги инвестираме парите? Младите што? Фризери, салони за убавина, каде што не се плаќат данок на државата, бидејќи тие се ослободени. Ние тие пари, 40 или 50, 100 милиона, кога ќе ги даде за поддршка на младите, да, ама на произведен капацитет. Или во земјоделието, каде ние ќе имаме профит како држава и како општество. Јас мислам дека ние политиките не треба само да ги направиме како традиција. Ако индустријата уништивме, ние го уништивме земјоделството и сточарството. Денеска ти нема сточарство веќе у Македонија. Увезуваш млеко, млечни производи, увезуваш месо, месни производи. Земјоделието го уништовме. Не може држава, во кој што мене ќе ми забранам утре да пушам, 25% од буџетот, годишниот буџет, да го финансира тутено производителот. А у последно време марихуаната станува како тренд. Јас кога би бил на власт, не би дозволил марихуана воопште да се произведува. Се додека не проработи правниот систем како држава. Ние наместо сировина, марихуаната ја користиме за црни пазари. Во корумпирана и криминална држава, таков производ само носи уште поголем криминал кој што мора да се движи надвор од земјата. Ти благодарам за подпрашање. Која држава попримила кралот на другата? Која држава го примила кралот на другата Big Boy, или како се каже, Зоран Заев го прими. И јавно една шега, викам, пре Круевски, тие изгради тој монумент, таа зграда влада, абе еден ден не дојде вода да се напиеш, ова не го кажам со еден цинизам. Меѓутоа, искрено, го спомнавте во
во една друга форма бегулци и тие работи. Јас не сакам да го обвинам за некои работи што навистина... Тоа се и од ВМРО и од СДСМ. Да, меѓутоа ја немам разлика меѓу нив. Да, сакам само едно да спомнам. Господинот Груевски, најмалку почитувани гледачи, реков, никому не сум апологет, само на Бога и на моето семејство. Затоа зборам отворено, не зависам од никого. На никоја, простите ме, града не сум. Значи, јас сум тој што денеска го говорам. Се уште се возиме по автопатиштата што ги градеше ВМРО во тоа време на Никола Груевски. Ако го Никола Груевски побара да се испита случаите околу негото обвинение, јас навистина час поскоро барам да дојде во државата и да се соочи со лицето на правдата. Ќе порасне во очите на секој македонец. Никола Груевски имаше и убави дела. Факт е дека... Убави дела. Да. Меѓутоа, нека биде човек. Јас сигурен сум дека дека... бил функционер, владел со државата повеќе од 10 години. Господин Костовски, една друга работа, тоа ми е утрешната колумна. Каде се видов, вчера излезе информација, господинот Киро Глигоров, ја што повеќе пати го молев како автор на Гласот на народот, да дојде да говори кој го сменил името 1994, па после почна во солзи да одговори 2009, дека тоа го стори Бранко Црвенковски со документот C2, C3. Зборим, имаме простор уште 40 минути. 30 минути. Зборот ми е, другиот, вчера излегоа декласифицирани информации дека 100 милиони евра му беа подадени да го смени името. Па во книгата го спомнува министерот за надворешни тоаш внатрешни работи Любомир Фрчковски. То се имиња, луѓе се не сме ние бајачки да гатаме, се спомнуват имиња. И конечно господинот Ѓорѓи Иванов излезе, тој председател на Македонија, како што реков, ви сте градоначалник на Скопје, ја затнавте дупката на Пенов 34 милиони. Битно е, професор. Добро, битно е, да. Битно е, бидејќи тоа се народни Тоа пари. е моја обврска. Ама тоа се народни Тоа пари. е моја обврска да положам таму. Дали се полагало одговорност за тие дупки што се направиле? Мислам, сите структури молча. Ја отворено Се додека молчиме. Ја не можам да водам истега како градоначалник. Сакам, господин Костовски, да збориме. Оти ние сме тие години кои што, дај Боже, колку Господ ќе ни даде здраве и живот. Меѓутоа, младите генерации да не живеат во такова агонија и да земат карта во еден правец. Спомна господинот Људзим, татко на 3 деца, 3 сина, така ли беше? 2 сина, ти се здраве. И треба тие деца тука да живеат, да растаат. Не да бидат таму граѓани инвентират. И не може тие да доживеат таа автентичност и убавина како што ќе доживеат у Македонија. Конечно, завршувам. Значи, ги спомнавме со име и презиме, го спомнав господинот гувернер, да расчистиме со овакви небулози. Кога ќе се расчистат, народот се радува, што се случуваат, пак се движиш, вика Галилео Галилеј. Не е она ситуација, 7 години крабеш, 34 милиарди, колку Људзим? Буџетски средства се украдени, брат. Извини, што ти се садам. 1 километар автопат не е изграден. И сега ќе спомниме, да, Груевски е изграден. Меѓутоа, за грешките, ако се случиеве тенк, простете ве, молам, домаќин сум ваш, али морамо да го кажем, речи, на другите телевизии се на иста реторика и ова е дискурс, дефокус се прави. Знаете зашто со војната не дискутират на овие теми? Оти забрането е, господине Костовски. Забрането им да им зборат за криминалци, корупционери и лопови. Значи не може така. Еве, сакам двајцата да ве замолам. Се додека молчиме, Слободане, Нема да се молчи. индиректно даваме поддршка на тој криминал и корупција да живее. Повели. Не се Да. Не. Само Сакам вториот дел, во делот на политичкиот амбиент, бидејќи сега е 60-та минута, може режем да ги поздравиме нашите поддржувачи. Тоа е МТЛ, уште еднашка, можете отпуштите го, навистина референдум, кој ќе сега не му правам реклама на компанијата, 2 години не поддржуваат што не гледате, почитувани македонци, породи државјанство, кои сте ни светот. И ја добивате вистината. Го добивате форматот на тоа што му се случува на господин Трифун Костовски. Мецена е, значи човек кој помогнал, јас кажувам,
Па затоа кај мене не доаѓа реклами. Викам, нашите политиканти имаат змии во џеповите. Ако му побараш подршка, побараш за овој проект да оди во телевизија, се страфиме и не дават. Од кого страф? Но како и да е, уште нешто благодарност до МТЕЛ. Што станува со Вреди? Колку вредеше Вреди да биде коалиционен партнер на ВМРО ДПМН, имајќи факт дека таа политичка гарнитура 3 во 1 или 4 во 1 колку беа, се дојдоа до ситуации кој ќе биде шеф, кој ќе биде председател и така натаму. Сакам изворно да не информираш и која е твоја вашата анализа, господин Фаризи. Јас прв пат ќе кажувам нешто што не го кажал никој во други телевизии. Ајде. Косоварите се зор од србите, од таа српската листа, што не може да состават ни влада, ни да креират институциите. Така. Македонските политички партии, односно македонска државата Македонија, е заложник на две типови на политички партии во нашата држава. Политичка партија ДУИ, кој владеше, кој се бандитска и криминална политичка партија, која функционираше 23-4 години, и Вреди, која се е направена повеќе од 4 политички партии внатре, кои се, да не кажам, полуписмени. Значи, македонските политички партии се борат со две, односно се соочуваат со две различни типови на политички партии. Сега. Дуи ја оставивме во опозиција, треба да одговара. Јас не сум задоволен од тоа колку луѓе одговорило од тоа политичка партија, бидејќи таа политичка партија, односно тие луѓе што ја формира таа политичка партија во 2001, 2002, 2003, ние знаевме колку вределе. Колку пари имало во джеб, колку богатство имале, какви коли возеле, какви куќи имали и што има денеска. Да. Од другата страна, Вреди е формирано повеќе од 4 политички партии, кои можеби се формира како пандан на ДУИ многу брзо и за еден краток период. Тоа покажува дека таа структура на политички партии во која е формирана, па дури до сега, не само од 4 политички партии, туку од само тоа што целта му била само против ДУИ да се обединуваат, немаат политички идентитет. Албанските политички партии моментално немаат политички идентитет. Политичкиот идентитет на ДУИ е да продолжи во владење со илегалата. Затоа ние ги имаме денешно тие проблемите во системот. Еве пример, кој ќе ги викнат на работа, дискриминирани се тие. Кој ќе ги избркат од работа што не работат, тие дискриминирани се. Сега правосудниот испит на албански, дискриминирани. Знаете зашто? Пошто тие се навинале во системот да работат илегално. Значи, во систем да работиш илегално. Тоа што тие го имале илегално во 2001 година, тоа се обидел во системот да го вметнува тој концепт на владење, на илегалноста. И сега кога државата почна легално да работи, тие не можат. Знаете кој е најголемиот проблем? Еве вие преска рековте дека административни службеници земале пари тие. Да. Тие знаеш како полагале? Во една сала, тестот, ако го пополнуваш, ако не го пополнуваш, ти го пополнуваат тие после, кога ќе одиш ти дома и си положил. После кога се направи реформата, идеш во јавна администрација, во агенција за администрација, таму влегуваш, тој се јавува на директор, заменик директор што имал, и тој што правил таму, ти ги окружил сите прашања. Одговорите односно и ти си имал максимално поени и те избирале тебе. Но сега, од кога ги ставил притвор, не ги избркале четворица таму, во агенција за администрација, сега најголемиот проблем, знаете што е? Не може да го положат испитот. Затоа нема вработување во агенција сега во државни институции. И сега на албанци тука мезо. И сега цело време тие се дискриминирани. Тие не може да го положат испитот. Тоа покажува во кое дереже е образованието. На кој ниво? Во кое ниво е образованието и во кое ниво било злоупотребата на таа институција за да луѓе да станат административни службени. Буквално тие стајле тотално неписмени луѓе, а писмените ги се избегале во надвор од државата. Една запирка, ти благодарам многу. Господине Меджити, навистина
Јас во емисиите што помина, мислам дали беше господин Костовски, гостин со мене или Лјузем, а мислам дека еден од двајцата или двајцата беа. Дадовте една историска изјава, а таа изјава е не мора по секоја цена да биде министер ако не е солвентен. Јас реков че ја памтам ама изјава дека сум жив. Многу професионално, многу човечки, етички, морално и политички. И прагматички го кажавте. И знам дека ќе се задржите и достоинствено на таа ваша изјава. Разбирате што сакам да кажам. Значи, се работи за советни кадри. Но тука е една друга работа, господин Костовски. Зошто се запоставуваат... Само јас не завршив само со влен. Само на влен. Сега, тие се во постапка за направење на една политичка партија. И мислам дека се при крај. Имаше 4 лидери кои се бореа, Изет Меджити, Арбен Таравари, да, Билал Касами и Беким Сали, нели, од алтернатива. Од Гаши пород. Но најверојатно таа политичката партија од Гаши не може да се вметнува, односно алтернатива како лидер. Најверојатно ќе има друга позиција или заменик или претпоставувам може и генерален секретар. Најголемата пресметка беше помеѓу Касами помеѓу Арбен Таравари и Изет Меджити. Но кога тој исфрли, односно излезе од владата, веќе битката се поголема помеѓу Билал Касами и Изет Меджити. Но сега најверојатно ќе се договорат да има двајца лидери. ротационно да се движат? Не, двајца да има. Двајца председатели. Како Вјоса Османи на таа база? Да, има Вјоса Османи, Како имаше распадот на Југославија. нејзината Многу слично. политичка партија таму каде имаше двајца лидери и оној моделот сака да го земат и кај нас за двајца лидери за да има мир у куќа. Генерално ова не е добро. Видите, се знае кој е првиот, вториот, третиот. Тоа значи дека тие не може да се договорат. Пак и ќе има проблем натре. Јас во моите излегувања ќе сум кажал дека во иднина кој да се случи ќе има најголемата пресметка ќе биде помеѓу Изет Меджити и Билал Касами. Нека ја прават прва политичка партија, дај Боже да трае тоа долго, но вториот момент што е многу важно, тие мора да имат политички идентитет. Да се знае што треба да прават. Не е само да земат функции во државата и да пратиш директор, министер, заменик министер, не знам, во бордовите. Туку треба да имаш човек што ќе го ставиш на клучната позиција, кој ќе оди со проект, кој ќе им на тоа што му има ветено на граѓаните, тоа треба да го исполнува и да го испорачува, да. А не само да земеш функции таму и да вработуваш, пошто па и кај граѓаните, мислам дека влада е еден концепт, менталитет кој ние некако не можеме да излеземе од тој како албанци, а тоа е овие не вработиле, тие вработиле повеќе. Пошто оние го гледат само вработувањето, дека државата постои само за да работиш во државна институција или не работиш во така се мерат албанските политички партии. Оние не може да размислат квантитети да. Тоа е мода македонска. Тоа е глупост. Значи државата ја гледа наместо човекот да го тера во приватен сектор, да ствара доход. Овдека се прави кај таа млада популација да влезе во државен систем, како така клати врата, зимај плата, да има некој, а второ да ти кажам, платите не се мали. Мислам, во државните институции се многу повисоко од колку приватниот сектор. И тоа го мами младиот човек да баре работа таму. Не сме тоа да биде. Ние имавме еден систем. Извини. Ние имавме еден систем до 2024 година, каде земаше плата, а не одиш на работа. И тоа добра плата. И тоа добра плата или си работил у странство таму, и си зема плюс плата тука. Си зема годишен Тоа бе, одмор, Германија вози камиони. Тоа бе, јас знам луѓе што Белоначалникото дуи на Тетово плаќаше околу 700-800 луѓе од општинската каса, кој што воопште не постоева нигде кај на работно тие место. луѓе не само што биле у странство, тие се мажеле, се жениле таму, правеле деца, работеле таму во меѓувреме, тука уште му тече платата. Може у Бахраин или во Кувајет и таму. Исташ му теше. Таму работен Германија, ставаше. значи, во Европа. Германија знам за тоа дека И возеа сега, камиони. Тоа во 2024 ја нема веќе да земаш плата и да седиш дома или да седиш у странство. Има делумно, може во едно, да, ама тоа се минимални. Да. Но имаме друг проблем сега. Тие што седеле дома, сега одат на работа, ама тие не знаат и не сакат да работат. Тие сега одат на работа за да земат плата. И сега
сме дошле од една скала во друга скала. Сега треба во трета скала да се стигнеме. Што значи реформа во администрација. Што значи? Тој што иде на работа, треба да ја сработува плата, не само да оди на работа. Да заработи. Ние имаме енормно зголемување на јавната Бизнески администрација. сервис И кон сега- државата и кон граѓаните. И сега што правиме ние? Секој. Еве има протест. Парат покачување на плата. 200 евра, 300 евра, 500 евра, 600 евра. Значи, колку му текна побарува. Без да праша дали има услови. Без тоа, финансискиот дел, вие сте експерт во финансија, да има покритие на тоа. Од каде парите треба да ги земаме? Има пари, каде да ги земаме? Се кредити, само кредити треба да дадеме само пари да дадеме на јавна администрација. Јас мислам дека корона нам ни даде многу позитивни пораки, а тоа значеше дека може би 2/3 од администрацијата не одеше на работа, ама државата функционираше. Тоа покажува дека ние треба да го намалиме државната администрација. И тоа како се прави, има модели, моето начин е, го намалиш државната администрација, тие пари што треба да ни насочиш во државната администрација, ќе ги даваш на приватниот сектор за производство, во производствените капацитети да инвестира. Така се гради држава и претпоставувам дека економијата тоа. Апсолутно си во право. Тие пари, ако ние даваме пример, Пара карикираме. упатена во бизнис ти носи пари и добивка. Пара упатена во администрација која е само сервис, тоа е само трошок. Да. Така што јас мислам дека во одредени делови ние треба да имаме намалување на институциите, треба да имаме фузионирање на институциите, но ние цело време вработуваме непрофесионален кадар во професионалните институции. Еве пример, јас идам од инспекцијски служби, ние историски ние имаме повеќе административни службеници отколку Така. инспектори. Само Одредени места има еден, двајца. Дури немавме дури инспектори, те имаат вработени по тоа е тажно. 5, 6, 10, 15 административни службеници тоа се тажни кои буквално информации, да ти кажам. ние имаме во државата. Еве нека прават Министерство за администрација, јавна администрација. Нека прави истражување. Пример, се оценуваат административните службеници со 4. Тоа се истакнува. Да. За да може да го изгуби работната позиција, нели, до 2, 3, 4, 5 се тие бројките за оценувањето. Како го оценуваш ти со 4? Или па и со 3 да го оценуваш. Добро. Кога тој во цела година има направено барање за годишен одмор, боледување има поднесено и ја има подигнато платата. Овие 3 работи. Тој ливче нема изработено на работа, а тој раководителот го оценува со 3, со 4. Па ние сме имале искуство што ревизијата има во одредени институции, што луѓето не отишле на работа земале прековремена работа, на крај се избирале, пошто прековремената работа, знаеш, на 150 часа годишно ти следува плюс плата, плюс уште една плата и плюс избира најдобар работник, уште една плата, значи 14 плати и плюс додатоцени на плати секој месец. Тоа се случило во нашите институции. Има кривични пријави и така натаму. Но кога ќе одиш во судството, односно во јавната администрација, тука ти застанува предметот, бидејќи не функционира правниот систем. Симбиозата што се направи пред изборите покажа една да не кажам еден однос дека некои работи мора да се сменат меѓу Албанија. Прво да се разбереме. Албанска партија која што навистина имаше вредносен систем, кај мене број 1, ПДП. Тоа беа луѓе интелектуалци кои беа посветени. Може би грешка на самата држава беше што не успеавме да порано се договориме како да градиме државата и немаше да се случи 2001 година. После 2001 година имаме страшен пат на политичари од албанскиот блок. Посакувам Влем да застане како вистинска партија. Секоја федерација или конфедерација утре ќе биде предизвикана и ќе падне само од натре. Затоа или ќе се договорат како што доликува, или од нив нема да биде ништо. Сакам да има силна партија, ама добро организирана, добро поставена. Наместо да биде
визијата на таа партија, што е да испорача, не само за албанците, туку за останатите граѓани. За сите, За сите граѓани. Ние Визија. се дел И македонска тука може држава. да се договорат кој каде што ќе прави. Со што политичките партии, албанците, Меѓутоа, тоа што велиш, апсолутно влегување и поддржувачите на тие партии кој повеќе ќе вети вработување во администрација. Тоа е Квантитативно. жална приказка. Со таква приказка, ни Европа ќе не сака, никој не сака да ти кажам. Дали ние треба да се додворуваме, господо од Бајца, ве прашам на Европа. Мене и тоа ми пречи, искрено. Соглед сум про евроатлантски интеграции, значи за еднината на државата, од таа асоциација сме дел на Европска унија. Меѓутоа, дали треба реформите да ги правиме за нас тука или за некој да му се допаднеме? Ако знаеме дека во Европска унија има држави кои апсолутно, господин Фаризи кажа, криминалот е над сите дострели. Ще ги спомнеме Романија, Бугарија, денеска, Албанија е кандидат или така натаму. Но зборот ми е, дали ние конечно треба да градиме Македонија сите заедно, не да ја замислиме, простите на вордингот ве молам, али така ја доживувам. Со дел на телото седиме во Македонија, а со дел од органите сме во некоја друга соседна држава. Лузи ми, јас со тебе со ова разговарав повеќе пати и најдов на иста бранова должина сме, во секој случај, дека треба да ја градиме Македонија тука. Не да живееме со некоја романтика и редови работи за некои други системи и така натаму. Како ние да се интегрираме? Како да се доближиме? Зошто тој антагонизам? Зошто тој анимозитет меѓу два идентитета во Македонија? Ова еве го зборам во деновите на едно најголеми торжество на торжествата, како кај муслиманскиот народ, така и кај христијанскиот народ. Значи, кај вас е Бајрам, кај нас и кај католиците, кај православните е Великден. Значи, тоа обединување. Еве, нова емисија би сакал во едно 5-6 минути тука да дадеме еден одговор. Имаме ли концепт? Имаме ли желба? Еве, во џамиите, во сакралните објекти, ја сигурен сум во црквите, верувајте ми, се збори за сплотување. Дали како да ги интегрираме народот, да не се гледат не низ нишан, но низ орозот, да речем, на орудието, туку како да се доближиме, да ја сакаме да градиме, да издигнеме Македонија. Простите, поголем коментар. ова е заради многу причини, но две клучни се. Поеле. Тоа е системот што не функционира во државата и суверенитетот. И вториот момент е, ајде не кажувам, неписменоста на нашите луѓе. Ние треба да знаеме што е држава, а што е нација, Така. а што е општество. На граѓани треба да им држиме дури и лекции. Дека државата е организација, значи, начин на организација на општеството според нормите, односно согласно уставот и другите закони што владеат во една држава. А власта е само од еден елемент од државата. Оние народ мислат дека државата е власта. Дека оние кога гледат мислат дека држава Али Ахмет и тие 22-3 години мислат дека Али Ахмет е државата. Он мисли дека кога ќе остави картичката да не земе платата од банкомат, он мисли дека Али Ахмет му да дава или пензијата, а не дека му обезбедува државата. Така што можда на некој ова му е смешно, но ова е реалност како мислат луѓето. Така што или луѓето што мислеле до 2024 година пред да се смени власта, мислеле дека ако не Али Ахмет и тука, завршена мојот живот на него. Разочарен тотално, ти мислиш дека сите сте ги убиле од Савале. Толку до толку ниво почна да размислат граѓаните. Што мојата цел е? Мојата цел е дека државата и институциите треба да се спроведат во цела држава. Знаеш што прават правилно? Мора да се надоврзам пак. Видите тука, ако државата и специфичните служби не постават во цела држава, ти не можеш да чекаш од фидбек од граѓани. Пример, господинот Костов, бизниси легални во Скопје, во цела држава, плаќање данок, работници, се, пиц-пец. Секој ден инспекциите кај него. Секој втори, трети ден. Дај го овој документ, дај го овој документ. Дали си го платил ова, дали сте го платил ова. А да ти пишам казано. А тој пример во некој село или некој друг град, ни фирма, ни
ни работници пријавни данок на државата, ни струја, плаќање, ништо. И он сега чекаш од него да ја почитува државата. Па тој не ја познава државата. Како сакаш да го тераш него да ја почитува државата? Јас мислам дека суверенитетот пред сета кај нас уште не постои суверенитет во цела државата, знаете. Ние сме 35-6 години независност држава, ние немаме суверенитет во државата. Не е суверенитет само полицијата да влегува во сите делови од држава. Туку треба да се владее целокупниот правен систем на државата. Тоа е суверенитетот. Ти не можеш да чекаш ако во некои општини функционираат одредени села, дури и градови кои функционираат надвор од системот. Ти не можеш да чекуваш тој да те почитува како држава. Се додека тој не плаќа данок на ова државата, не оди во правосудниот систем да дава отчет и одговорност или пред другите институции, ти не може да очекуваш од него дека треба да ја сака државата. Државата, се извинувам, е поврзување, правно поврзување помеѓу индивидите, односно човекот и институциите. И ако тука има прекин, ти тогаш имаш проблем со владење. Потполно согласен со тебе, ја би додал некои работи. Наша независна држава е од 1991 година, кога го заменивме тоа едноумие со плурализам. Мислам дека во светот се покажавме како држава во кој што плурализмот се појавува како најгрдо нешто направено во една држава, парламентарна. Зашто го викам? Не изнедривме лица, личности кои што ќе имат визија. Без силно стопанство, визија, како ќе го градиш, државата се клати. Треба да се собират приходи, доходи, да се полни буџетот. А буџетот се полни од токму тоа стопанство. Стопанството е базата, силно стопанство на секоја држава. Сите надградби, култура, уметност, спорт, тоа се прави ако има силно стопанство. Не изненадени луѓе кои што ќе гледат на аспект како да градиме единава наша. Во кои сфери ќе бидеме најсилни? Прекрасна местоположба имаме. И те како? Не сме на море. Меѓутоа, околу нас има морење колку да сакаш. Имаш преку 100 милиони годишно туристички во овој регион, тоа се луѓе кои треба да се хранат. Единствена држава во светот каде што крстот минува, крстосница. Види вака, не мора ја да видам туристичка дестинација за летување, ал да помине покрај Македонија да се научи со убавини кои што ние можеме да ги понудиме, па и тоа е убавина. Меѓутоа, храната мора да биде основна работа. Види вака, од тој аспект сакам да кажам. Не најдов влада која што навистина ќе има, односно и политичари, за ваквов концепт сите политички субјекти треба да седнат и да се договорат како ќе го терат натаму визијата каде Македонија треба да стигне. Нека се менуваат од влада до влада, меѓутоа основната цел да остане таму. Основната цел, ја не ја видов таа визија. Веруjem ти, има овие индустријски зони, пред малце сакав да кажам. Јас сум инвестирал во слободна индустријска зона во Полска. После 6 години заврши, мора да се преквалификувам да бидам нормално регистрирана фирма во таа држава и ден денеска функционира. Значи има систем, има цел. Тоа бе едни делови од Полска комплетно одвоени. Уште постоите? Со што е, ако смем да прашам, што бизнис е? Со хемиски некои производи, али успешно. Сакам да кажам, постои систем. Не може индустријската зона да биде мојот двигател. Ова го повторам повторно. Буџетски средства од владата на РМ се одвојуваат исто толку за привлекување на страни инвестиции и финансирање, поддршка на стопанство и стопанство. Да. Тоа е во таа поддршка на страните инвестиции. Тука има голем криминал.
Да. Само во стратешките инвестиции мора да го поврзам со Косово, примерно со Албанија, пошто можда заради јазикот може да следам повеќе. Сега знаеш социјалните мрежи, особено во Косово е бренд, а тоа ние треба да го копираме, што кај нив повеќе странски инвестиции идат од диаспората, од самата држава. А ние бркаме. А кај нас, пример, нашата диаспора не инвестира во нашата држава. Тоа е најголемиот проблем. А мене ме ниште тука. Разбираш? Ја од диаспората дека инвестира преку 150 милиони евра. Таа е разликата помеѓу И нас. денеска мојата држава му уништи. И сега што да кажам? Ја пас ја сакам мојата држава. Нека ме ништи. Гол сум дошол на овој свет, гол ќе си ода. Меѓутоа, дај за следните поколенија да градиме систем. Да. Систем, Господо, да ги задржиме нашите, твоите деца, моите деца, внуци, тука да живеат. Влагаме у финале. Ја би ве замол по 1 минута и пол, значи 3 минути ви давам на вецата. Љузим, си ти прв, а господин Косовски втор, може? Тоа е твојата камера. Им заблагодарам на сите граѓани кои, односно, кои не следеле. Претпоставувам дека дадовме добри информации и добри размислувања. Сакам јавно да му се заблагодарам и на Трифон Костовски, кој ми беше соговорник тука, заедно и на вам, и на граѓаните, особено на муслиманите, да им посакувам лесни постови, исто време и на православните кои е време на пост, лесни постови и Господа ги благослови сите. Повелете, тоа е ваше. Прво благодарност до домаќините, до Људзи, мој млад пријател, сакам да кажам срдечен поздрав до сите гледачи. Ова што јас за некои ствари, за некои погледи, за нашата еднина ги имам, тоа се мои лични ставови. Доколку ме разберете, брат, и да не ме разберете, не ве суда. Сакам да знаете. На мојата затконе и сакам се најубаво. На сите мои сограѓани, сакам заеднички да го делиме, да делиме едината тука. Од тој аспект и нашиве денеска македонски проблеми кои што ги имаме, тоа е повеќе греб на нашите политичари. Ја морам мојот албанец, мојот ром, мојот турчин да го убедам да застане зад мене, кога преговарам со бугарин и грк. Он да застане зад мене, така ќе биде силни. Само така ќе се дигнеме. Иначе вака, расчеречени, во кој што меѓу нас македонците постои таа черечност, еднице за конкретно за бугарскиот договор, бугарите во уставот, едните не, тоа носи кон зло и ние ќе плаќаме таа цена. Да порастеме. Благодарам многу. Почитувани, денешната дебата покажа дека проблемите се многу поголеми од едно име. Тие се системски, институционални и се барат одговорност на сите нива. Историјата ќе ги памети институциите, не само по тоа колку лаптопи исчезнале, туку по тоа дали јавните органи реагирале. Вистината е единствена шанса за Македонија да покаже дека има имунолошки систем против корупцијата, дека правилата важат за сите, не само за избраните. Ви благодарам што не следевте и вечера во Гласот до народот. Следете ни и утре како репризно издание во 22 часот. Инаку не гледате секојаш и на YouTube, на streamlive.btv.mk, истинска телевизија. Тоа сум јас, Слободан Томич, ваш автор и домаќин. Ви беше чест и задоволство, бев со овие двајца прекрасни соговорници кои како двојка секогаш го задржуват вашето внимание. И јас се придружувам кон сите христијани, православни, католици и наши сограѓани од муслиманската вероисповед во мир и лесно да ги поминат постите кои предстојат. Со многу години пријатна вечер. Четвртина век, 25 години, една емисија, еден човек, еден народен глас. Потсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич,
Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.